Интернетот ја направи далечината релативна работа. Сега за секунда без проблем можете да скокнете до Дизниленд. Во секој момент можете да ги добиете најновите информации од целиот свет. А има и многу веб страници на кои можете да се забавувате со различни игри, многу музика и секакви четови кои помагаат во изградбата на младата личност. Некаде околу 90% од младите го користат интернетот. Тоа ќе го забележите во следната анкета. Дали користите интернет? Да, користам. А зашто најмногу го употребувате? Највеќе употребуваме за музика, снимување, филмови нешто ретко тоа. Мирц, интернет обично, експлорер на така навака. Дали го користите заради забава или како обсесија? Не, повеќе ради забава, да потрошиш време ако немаш. Има игри преку интернет се убави, Counter Strike, Nord Stream што може да играш у повеќе држави, а од дома да бидеш со други играчи, со други тимови да се распоредат било како и да е. Стратегија има исто преку интернет, се има. Дали користите интернет? Користиме, ајде сел. Дали го користите заради забава или како обсесија? Поради се, поради обсесија, поради се живо и забава, имаш за музика, имаш за слики, имаш за се. За работа исто така и за забава, по така кажам. Не. Да, користим интернет. Зашто најмногу го користите? Па за допишување за Мирц, да провериме некои резултати за спортското. Да. Зашто најмногу го користите? За музика, за се. Да. Зашто најмногу го користите? На работа го користам најмногу, мејл, многу битни информации, за све и за свашта буквално. Да, користам интернет. Зашто најмногу го користите? Па најмногу користам за отварање на мејл, на нови веб сајтови, исто така Мирцот е овде, за контакт со нови луѓе и така не знам, има многу работи. Тоа беше добрата страна на интернетот, но понекогаш интернетот може доста многу да ви нашти. Во принцип, да станете зависник од интернет манијата како што се Мирцот, MSN, разни онлайн игри и длабоки интернет сурфање, како во случајот на Сендвич Мирза. Кога за прв пат се запозна со интернетот и каков впечаток ти остави? Со интернетот се запознал пред 2 години, кога мојот другар ме одведе во локалното интернет кафе, каде што отворивме заедно мејл. Од тогаш интернетот ми остави голем впечаток по забавните страни кои уште до денес ги посетувам. Што мислите? Дали Мирцот ве зближува или ве оддалечува од реалниот свет? Епа, Мирцот нема да ве оттуги од реалниот живот ако го конзумирате во одредена мера. Тоа е, например, еден час во неделата, но доколку тоа време е значително повеќе, засигурно ќе ве оттуги. Кога интернетот за вас стана обсесија, а не повеќе забава? За мене интернетот стана обсесија кога се запознав со програмот Мирц за допишување со луѓе од секаде. Од тогај местото за училиштето го презема Мирцот. Како деновите поминуваа, се повеќе бев на Мирцов отколку во училиште.